Дали коронавирусот има некаква поврзаност со 5G? Не верувам во тие заговори, верувам дека таа техника мора да напредува, 5G, 6G, тоа натаму да се развива, а нема никаква врска со сите случувања со новите вируси и кај нас и во светот. Не знам, све читам, слушам. Не знам што да ви кажам. А имам прочитано, слушнато. Лично мислам дека нема. Според мен. Па не знам како да кажам, мислам дека тоа се глупости според мен. Боже, сачувај, не. Не сметам. Мислам дека тоа се глупости. Тоа се спекулации, не можам ја да кажувам дали некој управо или не е за таа работа. Па не би рекол. Може би атмосфера да создаде, во меѓувреме таа да се инсталира, така читам по фејсбуците. Верувате ли во овие информации? Да ви кажам искрено, не толку. Мислам дека тоа сепак понапредно и се штелува. Ако е многу јако, тогаш ќе биде штетно за луѓето. А инаку секако дека е понапредна технологија. Нема врска тоа. Тоа е само обичен грип за мене, искрено ви кажам. Пошто 5G е тоа поише за ако се користи телефон, компјутери за мрежа, за такви работи. А вирус е вирус за мене, искрено ви кажам, така да нема никаква врска. Ќе кажам дека се две различни теми за разговор. За коронавирусот имаме повеќе информации по однос на тоа што се случуваше во Европа и во светот. А поврзаноста со 5G мислам дека е сосем различна. Тоа е технологија која што исто може да влие врз здравјето на луѓето. Меѓутоа на кој начин ќе влие, мислам понатаму ќе се гледаат последиците. Па не знам, не би навлегол такви теории на заговор, мислам дека ништо тоа не е докажано, така да останува само да читаме за тоа, а за верување секако не. Така многу сумнително станува во последно време. Се некои необјасниви болести, необјасниви, како да ви кажам, вируси, нешто ново. Па и ние и така доаѓаме до една таква предпоставка, дека е тоа. Знаете ли што е 5G? Како влијае на нив? Колку што можев да разберам, затоа што тоа е премногу јака радијација еден вид. Многу јако зрачење, значи не 10 пати или 100 пати повеќе од ова ние што ќе имаме сега со нашите телефони.